Одлуката за хибридни верзии се однесува на технички многу сличните Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Ним британските инженери им наменија плагин хибриден погон кој им овозможува често електрична автономија од нешто повеќе од 60 на километри. За полнење на батериите им се потребни меѓу 30 минути и скоро 7 часа во зависност од полнечот што се користи. Но ако досега сето кажано беше онака како што се очекуваше, погледот на техниката просто кажано фрапира. Имено, за погонот на овие своји два теренци, Jaguar Land Rover се одлучи за мотор кој е базиран на Ingenium семејството, но има 3 цилиндри и зафатнина од само 1,5 литри. Според нив, тој засилен со хибридниот додаток испорачува солидни 309 коњски сили, доволни за забрзување до 100 км на час за околу 6,5 секунди. Британците сметаат дека мудроста во конструирањето на овој погонски склоп лежи во електромоторот интегриран во задната оска, додека бензинецот е задолжен за задвижување на предните тркала. За подобрување на ефикасноста е впрегнат и системот за навигација, за што треба да посведочи и емисијата на јаглерод диоксид од 32 до 36 грама на километар. Литиум-ионската батерија од 15 киловат-часа е сместена под задните седишта, а само на струја и двата модела може да постигнат максимални 135 км на час. Возачот може да бира помеѓу 3 режими на возење кои најдобро одговараат на патувањето без разлика дали тоа е на асфалт или надвор од него. Целата технологија иновативно е дополнета со посебен претворач на истонасочна струја за да може таа да ја поддржува 12 волтната инсталација на возилото. Плюс на се споменува и дека тие имаат нов brake-by-wire систем за сопирање кој ги заменува традиционалните вакуумски сервосопирачки и незабележително ја регенерира енергијата што при тоа се губи во неповрат. На крај се додава и дека заради вградените компоненти тежиштето на двата теренци е спуштено за 6%, со што дополнително се подобрува нивната динамика при возење. За се да биде како треба се грижи нов 8-степен автоматски менувач развиен да одговара на нивниот хибриден карактер.